Струмичките тутунари од понеделник ќе може да ги подигнат евидентните листови за новата реколта 2019-2020. Минатата година во регионот беа издадени околу 2.500 евидентни за 1900 тони тутун. Со законските одредби предвидени во новиот закон во тутун, овие документи ќе заминат во историја. Од здруженијата велат дека евиденција ќе има, но со поинаква форма. Секоја новина е тешка за граѓаните. Додека да сванат како е работа, што е работа, ќе имаме и ова година проблем, бидејќи нашите луѓе се научени готово да им биде завршена работа. Сега со новиот закон, мислам, промените во законот, се надеваме дека ќе биде подобро, но сепак ќе се појават проблеми со евидентни листови. Пак има евидентни листови, но тие евидентни листови ќе бидат пријавени од самите фирми. Тука ќе има пак некои проблеми, се надам дека нема да бидат толку големи за да настрадат самите производители. Значи земјоделците, тутунопроизводителите не треба сами да одат да ги вадат евидентните листови, туку тоа ќе биде обврска на откупните компании. Откупните компании, како што ќе го склучат договор, тие го пријават, имаме склучено толку и толку договори, толку количини, очекуваме да се откупи тие и тие парцели, бидејќи тие ги заведат и со тие нивни изјави ќе се евидентира и ќе се знае колку може субвенција да се доделува на самите луѓе. Ресорниот министер во јануари најави дека законот со новините е влезен во собраниска процедура. Според него предвидените решенија се резултат на договор меѓу сите чинители. Министерството веќе го пушти во владина процедура и новиот закон за тутун во сама процедура, кој што е искоординиран со сите чинители. Вклучени беа во целиот овој период и производителите, и откупувачите, коморите и на задоволство на сите. Ова е пример и начин како во една транспарентна, во една постапка на слух за сите барања и потреби, носиме во едно силно партнерство, еден значаен нов закон со кој што се усогласуваме и ги подигнуваме стандардите, се усогласуваме со европските регулативи, но и ги кратиме административните процедури и бариери кои што ги има во целиот овој период земјоделците и производителите, како што укинувањето на евидентните листови, непосредното склучување на договори со самите откупувачи и други административни процедури. Верувам дека во најскоро време и овој закон ќе биде донесен, ќе бидат донесени и подзаконските акти. Верувам дека ќе се има во предвид од страна на откупувачите, особено ја праќаме таа порака дека навистина трудот на земјоделците, на производителите мора да се почитува. Во Струмичко откупот заврши пред предвидениот законски рок за реколтата 2018-2019 година, во која беа планирани близу 2000 тони.